Цела недела чекавме владата да се произнесе за оно што го предложивме околу буџетот. Во меѓувреме јас се сретнав со представници на пензионерите, на синдикатот, Федерација на фармери, имавме средби со вие приматели на социјална помош. Вчера со земјоделци, асли земјоделци од Прилеп, од Струмица, од Куманово и така натаму. Луѓето не се запознаени, сега веќе од ден на ден се повеќе се зголема бројот на луѓе кои што разбираат дека оно што ние го предложивме како план за штедење апсолутно ништо не им крати. Плати за пензии предвидени се таму, и тоа зголемени пензии, пари за пензии значи имаат зголемени, пари за социјална помош зголемена има, пари за субвенции за земјоделците, за плати на администрацијата, сето тоа е таму предвидено. Цела недела чекавме владата да се произнесе за таа работа. Да каже прифаќа, не прифаќа, ако не прифаќа, зошто не прифаќа и така натаму. Логиката позади нашиот предлог. Времето е тешко, владата да ја дели судбината на граѓаните во ова време. Ако е тешко, да биде тешко за сите, во тешко време сите се стегаат и кратат, истото тоа да го направи владата. Цела недела помина, тие покажаа дека ни на крај памет не им паѓа да почнат да кратат, дека не сакаат тоа да го направат. Меѓутоа, муаветот за буџетот практично веќе завршува. Веќе буџетот не е темата. Денеска ние не сме излезени заради буџетот, денеска сме излезени затоа што во оној момент кога ќе престане да важи законот, престанува се. Човек може, тоаш престанува слободата, тоаш почнува нешто друго, веќе никој не може да се чувствува сигурен, затоа што има закони, бидејќи некој одлучил дека може секој закон да го прекрши. Ако е тоа така, не е веќе прашањето дали ќе имаме малце повеќе пари или малце помалце пари. Прашањето е дали ќе имаме слобода и ќе живееме слободно. И сега тука споменициве сите што ги направија, да се запраша човек. Сега да може од некоја страна Никола Карев да не гледа, што ќе си каже за сите нас собрани тука овдека, зошто сме собрани. Некојаш луѓе изгинали за таа работа. Јас бев со борците овдека кога го има протестниот марш. Срамота. Поголема брука за една држава нема од тие што се бореле за ние да денеска живееме слободно. Денеска немаше ни влада, ни премиер, ни министри, ништо ќе немаше тие луѓе да не ни ја донесеа слободата. И сега што се случува? По информациите што ги добиваме. Ако е тоа навистина така, да е завршена, затворена работата на собраниските комисии од страна на председателот на парламентот, ние имаме драматично различна ситуација во Македонија од било кога порано. Овде веќе не станува збор за политичка партија, овде станува збор за битка да се сочуваме слободата. Не има ли што повеќе, толку поуспешни ќе бидеме во оваа битка. Јас на вистина се надевам дека на сите оние на кои што им трепереа срцата, кога на 8 септември пред 20 и кусур години стоевме на плоштад и се радувавме на независноста на Македонија, дека сите тие ќе дојдат и ќе се придружат во оваа битка за да се сочуваме слободата.